За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење ослич во бланда, како главно јадење јунешка печеница полнета со јајца и виршли, за десерт нутела мафини. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите ослич во обланда. Рибите ги засекуваме на половина по должина. Зовриената вода во тенџере на огање посолуваме. Во водата ги ставаме рибите да се варат. Го покриваме тенџерето со капак. Во навлажната кујнска крпа ги свиткуваме обландите. Празот ситно го сечкаме. На загреаното масло го ставаме празот да се пржи. Посолуваме. Промешуваме. Со лажица решетка сварените риби ги ставаме во тава. Им ги отстрануваме кожите и коските. Месото од рибите го ситниме на парчиња, го ставаме во длабок сад. Откако празот ќе се испржи во тавата, го додаваме месото од рибите. Промешуваме. Откако осличот ќе се запржи, посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме сварениот ориз. Потоа го мешаме филот со лажицата. Тавата ја тргаме од оган. Од филот нанесуваме на 2/3 од првата обланда на алуминиумска фолија со шарената страна нагоре. Со помош на фолијата филуваната обланда ја виткаме во ролат. Ролатот го свиткуваме во фолијата. На ист начин го подготвуваме и вториот ролат. Оставаме ролатите да се изладат. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа зелена салата. Изладениот ролат го сечеме на коси кругови. Парчињата ослич во обланда скалесто ги редиме на чинија за сервирање.
Декорираме со полукругови лимон и гранчиња француски макдонос. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 50 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленикаво жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Сварете ги рибите во посолена вода, отстранете им ги кожите и коските. Месото иситнете го. На загреано масло испечете го исечканиот праз. Додадете го месото од ослич, зачинете. Во филот мешајте го сварениот ориз. Нанесувајте на омекнатите обланди, свиткете ролати и изладете ги. Исечете ги на коси кругови, сервирајте и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јунешка печеница полнета со јајца и виршли. Месото го засекуваме на средината формирајќи џеб. Во џебот ги ставаме варените јајца. Месото го засекуваме на повеќе места. Сланината ја сечкаме на долнавести парчиња. Ги ставаме парчињата сланина и виршлите во засеците. Во тава за печење на оган го ставаме путерот. Полнетата печеница ја посолуваме од двете страни. Ја наросуваме со мелен црн пипер. Потоа ја ставаме да се пржи на загреан путер во тава на оган. Откако ќе порумени од едната страна, ја превртуваме печеницата во тавата. Налеваме 400 мл вода. Откако течноста ќе зоврие, ја тргаме тавата од оган. Ја затвораме со алуминиумска фолија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 90 минути на температура од 200 степени. Тавата ја вадиме од рерна и отстрануваме фолијата. Со отцрпалка течноста од тавата ја претураме во тенџере на оган. Откако ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Ја додаваме павлаката. Мешаме со жица за матење. Печеницата ја вадиме од тавата. Ја сечеме на парчиња. Начинијата за сервирање ставаме претходно обарени зрна грашок и пченка. До нив скалесто ги сервираме парчињата јунешка печеница полнета со јајца и виршли. Потоа начинијата нанесуваме од сосот од тенџерето. Украсуваме со листови макдонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совињон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Засечете го месото, наполнете ги засеците со варени јајца, виршли и долнавести парчиња сланина, зачинете и спржете. Во тавата додадете вода. Откако ќе зоврие, трнете од оган. Испечете во рерна. Претурете ја течноста во тенџере и размешајте ја со павлаката. Печеницата исечете ја на парчиња. Сервирајте, нанесете сос и украсете. Добар апетит!
Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите нутела мафини. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Матиме со миксер. Го исклучуваме миксерот. Ја додаваме нутелата. Матиме со миксерот. Потоа го додаваме брашното. Го додаваме и прашокот за печиво. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Од смесата нанесуваме во алуминиумски калапи наредени во тркалезна тава за печење. Врз смесата ги нанесуваме сечканите бадеми. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Потоа ги вадиме нутела мафините од калапите. Ги редиме на чинија за сервирање. Декорираме со еден розов шеќерен цвет со зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 30 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Јајцата изматете ги со миксер, па прво додадете нутелата, а потоа брашното и прашокот за печиво. Нанесете смесата во алуминиумски калапи наредени во тава за печење. Наросете ги сечканите бадеми, испечете ги мафините, сервирајте и декорирајте. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење полнети канелони со пченка и модри сливи, како главно јадење плескавици запечени во ревна, за десерт пита со путер и вишни.